Ете сме повторно назад во студиото, а овој пат студиото ни го разубавува нашата втора гостинка ова утро, младата талентирана Марија Спасовска. Марија, добре дојде. Како си ова утро? Многу ми е драго што токму Скопје го сакам ради тебе, ќе можеме да си го спромовираме овде. Оле, честитки за гостинката. Благодарам, да. Добро утро. Благодарам за најавата и мене ми е многу драго што ова утро ми започнува со вас, така што се надам дека ќе си поминаме преубави, дека ќе зборуваме за многу убави теми. Секако Скопје го сакам ради тебе, една од најубавите теми мене лично што ми за зборување, така што да. Да, и навистина убаво ја донесе, преубав е видеозаписот и сите, не само луѓето што живеат во Скопје, мислам дека ќе живее и кај оние кои што не се жители на Скопје, а сепак го препознаваат убавото. Дај Боже, дај Боже. Да. Те дочекавме тука во Скопје со оглед на тоа дека имаш релација со Солун Македонија. Да. И заврши ја испитите, сега си тука и можеш на оваа твоја, не можам да кажам втора љубов, бидејќи мислам дека доминира во поглед на изборите во твојот живот. Па, дали доминира? Дефинитивно дека доминира, што, постојано се занимавам со ова, без разлика на сите искушенија и предизвици кои што дошле на мојот пат. Паралелно секако образованието, тоа е дефинитивно приоритет, додека не завршам со студиите. Како и да е, да, љубовта за музиката секогаш ме носи низ сите животни и приватни ствари, така да, бегство од реалноста ми е дефинитивно музиката и многу ми е драго што и комфортна зона. Си имам најдено нешто такво што ме опушта и што ме прави своја. Така е. Многу убаво те разбирам, затоа што јас во оваа улога тука си се чувствам своја на своја и верувам дека и ти кога си во музиката, кога пееш, кога си со микрофон во раце, ти е најубаво. Да. Драго ми е што е тоа така. Многу мала почна да пееш, уште на нецели 15 години. Кога ја извади првата песна? Па јас започнав многу подамна. Предходна? Да, веќе од 4 годишна возраст, знаев. Да. Веќе влегов во светот на музиката со сите детски фестивали, онака буквално скалило по скалило од детските фестивали со интернационални фестивали. Некако музиката стана дел од моето секојдневие, а број 1, мојата прва авторска песна беше на 15 години. Дело каде што се појавив како кант автор за прв пат и од тогаш сите дела ги пишувам сама, па така и се разви некако и тој авторски дел во мене и често пати кажувам дека дури тоа малку и повеќе ме предизвикува во последниве години за разлика од изведувањето. Да се пронедеш во пишувањето. Да. Понатака може и во компонирањето. Па да, и компонираш? Сите песни, музиката и текстовите се мои. Го учеше ли ова? Одеше ли на музичко образование? Одев до некое 5-6 одделение во основно, на нижо музичко, меѓутоа мислам дека преовладува таа некоја природна дарба која што имам тука, затоа што не запишувам ноти, ги паметам работите што ги пишувам, на пијано ги компонирам стварите и ги чувам на војс. И кога ќе отидам кај продуцентите со кои што соработувам, им свирам таму на лице место и така ги одбираме делата, така да не ми треба некоја си музичка позадина во однос на ноти, петолинија и такви работи, затоа што музиката е во мене и доволно е само да го извадам тоа на глас. Убаво е што се го покажуваш талентот и што се го живееш сонот. Имаш ти поддршки од семејството, ќе ги поздравиме. Да, секако огромна поддршка. Без нивната љубов дефинитивно не би се занимавала со ова. Искрено, јас сум имала ситуации во кои што си ми рекла нема врска, ајде, ќе си учам и тоа е тоа, ама ми биле ветар во грб, особено моите двајца браќа, Бојан и Андре, ќе ги поздравам во овој момент. Така што и моите родители. Марија, ради кого го сака Марија Спасовска Скопје? Да, многу работи ме врзуваат за Скопје. Нормално, тука сум родена и како дома нема на друго место. Секогаш сакам да се враќам, без разлика на тоа каде да бидам во животот понатаму. Сега е таа дестинација, можеби некаде и на друго место ќе ме одведе патот. Како и да е... Едно место е дома? Едно место е дома, а и од друга страна нема... Мислам дека се уште не сум пронашла јазик на кој што би искажала љубов повеќе
односно поискрено од мајчиниот јазик и затоа и мислам дека песната се создаде. Многу ми се допаѓа видеозаписот. Да. Да, многу Колку интересен. време се работеше? Па видеозаписот е снимен, има отприлика 2 месеци измеѓу некои сцени. Снимавме некои сцени пролета, на почетокот на пролета, а некои сцени ги довршивме на почетокот, не баш лето, меѓутоа на крајот од пролета, веќе во пожешките денови. Се снимаше според некои мои лични ствари што ме врзуваат за Скопје и самиот текст одоздоле на спотот кажува кое место што ми значи. Секако многу од работите и не ги вклучивме затоа што ќе беше премногу во секој случај. Сакав да биде нешто што навистина онака ќе ми биде драго да си го гледам, а и сите скопјани, а и не само скопјани, туку сите си имаат во својот град, сите луѓе си имаат свои места кои што ја враќаат во некои времења, им носат спомени, да, и сите си имаат омилена клупа, сите имаат средно училиште кај што завршиле, место каде што обожаваат да се шетаат и сакав така емоцијата на песната да ја доловам и со видеозаписот. Јас верувам дека песната ги допрела сите оние кои што на овој или на оној начин имаат спомени врзани со главниот град. Требаше да ја правиш и да ја снимаш со Давид Емилков. Зошто не се случи тој дует? Па тој дует не се случи поради тоа што некои работи се кажа откако веќе се беше средено и спремно, како и да одлучив дека таа песна сепак ќе биде соло, поради некои услови кои што не може да ги прифатам, иако не беа така јасно кажани на самиот почеток. Во секој случај нема никаква зла крв и песната јас откако се случи таа ситуација си реков сака да е моја едноставно и сите овие песни од албумот Седатив ми се многу драги и размислував и за други дуети искрено на албумот, меѓутоа некако не ми се дава текстовите да не се отпеани само од мене, не знам, некоја чудна ствар. Си ги чуваш себично во срцето, можам да кажам. За нешто ако сум себична, тоа е можеби моите дела и имам и така треба. Толку многу песни имам напишано и ми велат, па даде ги, ми се обраќаат луѓе. Ама не, кога ќе ми се обрати некој, никогаш не давам нешто што ми е веќе спремно и што планирам јас да го испеам, секогаш почнувам од почеток, создавам и пишувам онака баш конкретно за личноста која што ми се има пратено, затоа што јас тие текстови кои што си ги пишувам, стварно се ги замислувам во моја интерпретација. Си ги правиш приказно. Да. Седатив е албум на кој што ти буквално агресивно работиш, во смисла на секој 30 дена вадиш по една песна. Па да, дури и имаше и пократок период од првата и втората песна. Не бомбардираш со песни? Дај Боже да е така цело време и да имам енергија и поддршка и да ги вадам тие песни. Јас да беше само до мене, искрено не на 30, на 3 дена ќе излегуваат песните. Прво ги имам многу, второ многу сакам да го споделам тоа што го правам. Меѓутоа како да е сум редуцирана во однос на и можности и публиката не може да прифати одеднаш толку многу. Дури јас мислам дека баш бомбардирав и со овие песни, а овие песни не се тренд, брз тренд, не се нешто што онака одма влегува и излегува, туку им треба време. Има тежина. Па, дај Боже да е така. Јас мислам дека овие песни не се краткотрајни, сакам да останат и... Па Скопје, јас мислам ќе стане химна. Марија, ќе се сложиш со мене дека имаме позитивен тренд на создавање македонска авторска музика од страна на млади талентирани македонски уметници и пејачи. Колку се поддржувате меѓу себе? Да, дефинитивно има еден бран на македонски артисти и композитори и изведувачи и многу ми е драго што е тоа така. Соработувате ли, се поддржувате ли меѓу себе како млади автори? На овие на настани кои што се случуваат, се гледаме и секогаш има една убава енергија
помеѓу сите млади артисти, и не само млади, туку веќе гледаме дека и постарата генерација од искусните артисти даваат поддршка, затоа што гледаат дека младите артисти во Македонија навистина имаат порив за музиката и не гледаат само бизнис, туку гледаат и уметност во Јас не знам целата дали приказна. никогаш ќе се врати она време кога Тоша Проески ја диктираше, ти беше тогаш многу мала. Веројатно само што си Па да, само што сум не се се родила. сеќаваш, Да. можеби, меѓутоа тогаш беше она бумот на македонската поп музика и сцена и во еден разговор со Александар Белов, че нам беше, вели нема кој да ни ги поставува стандардите. Ке се појави ли некогаш? Можеш ли ти да превземеш таа палка? Јас нема да на се диктат? сложам комплетно Оле со тебе за ова прашање. Имаме многу млади артисти Има, на кои што но јас не им се тоа што воодушевувам беше. на И енергијата ти беше тогаш и многу на млада, трудот. Вики. Видете, многу е нормално да не биде исто. Промената е вечна и тоа е единствената константа. Да. Така да мора да биде различно. Кога ќе ја земеме во споредба, да речеме Србија и таа сцена, треба малку повеќе да се работи. Па јас мислам дека за разлика од пред некоја година, дефинитивно сме во многу подобра ситуација сега. Тешко е да се спореди било кој со Тоша Проевски. Јас мислам дека тој излегува од било каква Не за споредба, да. потреба за споредба. Во секој случај многу ќе ми биде драго доколку станам здравие Боже со текот на годините пример за некои деца што доаѓаат после мене и ќе ми биде драго да се инспирираат од тоа што го правам и во однос на музиката и во однос на моето појавување на јавната сцена. Сакам искрено покрај тоа што го творам да постојано да ги потсетувам луѓето на некои убави вредности кои што за жал се забораваат во брзото темпо на живот и социјалните медиуми кои што имаат доста некако подсвесно негативно влијание на сите нас. Сакам да се шири многу повеќе љубов, сакам да биде Тоа зависи и од вас, да. Да, кога гледам дека има млади кои што сака да действуваат според тие вредности, многу ми е драго и сакам да ги потенцирам постојано. Го имаме феноменот Јаков Јозиновиќ, нели тука на Балканот кој направи бум да се создаде една таква еуфорична атмосфера и да биде како што треба македонската музика. Имате поддршката од нас медиумите. Ти благодарам.